средношколците кои што сме собрани денес пред МОН заедно со поддршкот на студентите, сме тука поради тоа што во однос на матурата која што треба да се одржи овој мај. Најавено е дека има скратен материјал, но таков увид во материјалот ние немаме добиено. Нашето главно барање е да биде скратен материјалот кој што е предвиден за полагање на државната матура со оглед на сето она што го поминавме како матуранти овие 4 години. Поминавме низ онлайн настава, поминавме низ дојави за бомби, поминавме низ штрајкови на професори кои што ги поддржавме, поминавме на штрајкови на вработените на ЈСП кои што го отежна доаѓањето на учениците во училишта. Сите овие фактори ќе влијаат дефинитивно на полагањето на државната матура на матурантите. Ние во саботната дискусија како средношколци се усогласивме дека сме најоштетена генерација и дека како генерација не сме имале едно цело непрекината учебна година. Во однос на тоа ни е кажано дека скратен материјал веќе има, увид во истиот не ни е даден до сега, очекуваме средба со министерот Шакири. Истата ни е најавена денес во 1 часот, очекуваме понатаму одговорите од истата да ги споделиме јавно. Сметам дека закасната реакција имаше од дел средношколски организации, поточно Сојузот на средношколци, каде што минатата недела се решаваше прашање за превозот бесплатен на ЈСП на учениците во приватните училишта, не се обрна никакво внимание на актуелниот проблем кој што ги опфаќа сите средношколци, а тоа е државната матура. Во тоа време ние одржавме една дискусија, на дискусијата присуствуваа голем број на средношколци од целата држава, од голем број училишта од државата и на истите се согласивме дека барање на скратување на материјалот е решение кое што е ефективно за сите, а ургираме дека треба побрзо да биде донесено. Сега не го спомнувате намалувањето на интерес. Главно барање ние скратувањето на материјалот, а како алтернатива, бидејќи решивме, нели, по пат на дискусија, по пат на се беше предложено и скратување на интерен предмет доколку ова прво барање не биде исполнато. Колку матуранти стоите за тоа организација, за овие барања, со оглед на тоа дека еве денеска пристигна реакција од Сојуз на средношколци кои што вела дека не се за укинување на интерен предмет, доправа ќе одлучуваат како да се излезе во пресред на матурантите и тие не ви даваат поддршка. Значи колку се во вашата организација? Така, за доцнетата реакција од Сојузот веќе ја искоментирав, не се работи само за укинување на интерен предмет, се работи за решение кое што ќе биде ефективно за сите средношколци, односно скратување на предметот на материјалот предвиден за полагање на матура. За ова организација стои едно председателство, а понатаму стојат средношколци кои што ја поддржуваат идејата, ги поддржуваат овие напори за подобар средношколски и студентски стандард, а секако ваквото нешто е поддржано од институции, е поддржано од останат број на средношколци кои што сепак се изјаснија за ова и на првиот национален средношколски самит организиран од оваа организација. Немате никаква комуникација со Сојузот на средношколци? Од кога ги поканивме на првиот национален средношколски самит кој што го организиравме, кој што беше повторно во насока на подобрување на средношколскиот стандард, не бевме исконтактирани за понатаму како би можеле во заедничка мера да ги реализираме резолуциите кои што беа предвидени, при тоа беа предложени од средношколци од целата држава. Меѓу другото и таму беше предложен бесплатен превоз јавен за средношколците, за сите средношколци, но иако е во заеднички интерес, повторно не бевме исконтактирани ни за тоа, а веруваме дека поддршка за ова решение за скратување на материјалот би бил еден паметен чекор кој што би овозможил сите средношколци да добијат некаков бенефит. Зошто волку време чекавте да реагирате, бидејќи можеше да се реагира во месец декември пред почетокот на прво полугодие? Сега се веќе дефинирани термините за државна матура. Зошто волку се чекаше? Така, термините се дефинирани уште, колку што знам, мене ми беа испратени пред распустот. Значи, реакцијата е уште од пред некој месец, но секако требаше да се организира настан, требаше да се организира дискусија. Знаете, во нашата организација ние не се организираме интерно, не се договараме интерно, туку бараме од средношколците јавно да искажат тоа што ги мачи нивните предизвици и нивните предлози. Значи, се што работиме, го работиме на јавна база, го работиме на демократска база и секако по пат на дискусија. Значи, не е интерно.
представивте официјално ова барање до МОНИ, како што најавивте до собранието? Да, овие барања се доставени, се јавно искажани и средба е побарана и е закажана за денес во 1 час. Средба со министерот Шекири и неговиот кабинет. Како го коментирате ставот на Сојузот дека тргањето на еден интернет предмет ќе предизвика проблеми со Тргањето на еден интерен предмет беше алтернатива која што средношколците на таа дискусија ја предложија. Не за истото е, како што кажав, алтернатива на скратувањето на обемот на материјалот предвиден за полагање. Секако ние целиме првично да биде скратен материјалот, а понатаму доколку немаме слух за такво нешто, секако би се осврнале на мерки кои што нели би биле во бенефит на средношколците.